нашето СЕКО-1-Н-И-Н секојдневие. Добре дојдовте во нашето секојдневие. Она што за вас може би звучи како обична бучева, за мене, за моите ученици, за милиони слепи луѓе во светот е секојдневие. Ова што тука се слуша и се гледа на овој компјутер е читач за екран, кој што го користиме секојдневно и јас и моите ученици на ваков начин читаме, пишуваме, јас го користам едневникот, тие едитираат во Notepad некој текст, едитираат код на некој програм што го пишуваат на часовите по информатика. Со тоа што го прават ова и со звучен програм, меѓутоа и со Braille дисплеј. За разлика од звучниот програм кој што е многу почесто применуван и попознат кај населението, Braille дисплеј е нова технологија која што благодарение на новите заложби на училишниот менеджмент ки воведуваме сега овие последни неколку години во училиштето и со помош на овој дисплеј учениците можат да го користат Braille-овото писмо на еден дигитален современ начин кој што прави текстот кој што е електронски и обичен да може во исто време во реално време да се прикаже на самиот дисплеј во Braille-ово писмо. Види вака подкаст. Солидарност за Антолоклинк. Невремето во Скопје го поплави магазинот на Антолоклинк. Може да направи секој електронски текст автоматски да се претвори во Braille-ово писмо, кое што е скапо да се направи на оној постар традиционален начин, тоа да оди преку Braille принтер, кој што чини најефтиниот е околу 3-4 евра, па нагоре и самата хартија чини 5 пати повеќе од обичната. Просторот кој што се зафаќа е 4 пати повеќе, значи за да испечатиме една книга од 150 страници, ние користиме околу 600 страници Braille-ова хартија. Многу време поминуваме за да го испечатиме тоа, треба човек да го провери, додека со Braille дисплеј тоа го добиваме во истата секунда од како го имаме самиот електронски текст. Уште една предност е тоа што може да складира во него илјадници книги и тие книги да се носат на мемориска картичка, додека Braille-овите книги се многу големи и зафаќаат голем простор и се тешки, не може повеќе од неколку една-две да се носат. Овој уред се нарекува Colorino и е еден од современите начини на проверување на боја. Функционира на начин што има во него сензори, сензорот ја препознае бојата и ја соопштува на хрватски глас. Ова е еден од двата начини за мене познати за проверување боја. Инаку Colorino има и уште една функција, а тоа е препознавање дали има светлина или не, и тоа е уште една функција која што мене многу ми се допаѓа, бидејќи личност која што е целосно слепа не може да види светлината. Ако нема светлина и е темно, звукот е нисок, а ако има светлина, звукот е висок. Crno, svijetlo, žuto. Plavo, plavo, plavo. Plavo. Žuto, međa. Втор начин е да се користи вештачка интелигенција и преку видеокол да се праша дали таа може да ги препознае боите. Здраво, Gemini, дали можеш да ми кажеш според ова како сум облечен, која од овие две капи би ми одговарала? Белата капа подобро се вклопува со твојот сив маичка и црни панталони. Инаку, за нас, лицата со ошетен вид е малку тешко да се комбинираат боите и вештачката интелигенција многу помага во тоа, затоа што дава коментар на каква е бојата и која со која оди, најлесно може да препознае. Една анекдота која што во последно време многу често во мојот живот е тоа што кога и да се облечам, секогаш проверувам со Gemini дали сум добро облечен и најчесто мајка ми е таа што наоѓа критика зошто оваа мајца со кои панталони, ама откако свати дека Gemini добро ги кажува, веќе ги немам тие проблеми. Ова се два стапа, ова е стандарден бел стап, ова е паметен бел стап. Паметниот има многу повеќе предности, така што да одиме надвор и да ви ги покажам. Овој бел стап е паметен по тоа што во него има неколку функции што ги нема обичниот стандарден стап, а тоа е што детектира препреки во висина на глава и на гради, нешто што не може да се направи со обичен бел стап, бидејќи движењето е овде на телото,
а главата е околу 50-60 см погоре и се што е како гранки знаци со обичен белстап не може да се детектира, додека овој белстап тоа го детектира со звук или вибрација. Втора функција што е добра и може да ја прави овој белстап е тоа што во него има едно мени во кое што ги има сите автобуски станици, ги има сите продавници околу нас и други важни институции и објекти. My places. Како што може да се слушне, Where is the nearest bus station? I found 19 addresses. I'm listing them from nearest to farthest. Самиот стап во него има звучник на горната страна од рачката, има и микрофон кој што работи со помош на ChatGPT, може да се поставуваат секакви прашања кои што му се поставуваат и на самиот ChatGPT. Најголем проблем со овие технологии е тоа што тие не се локализирани за македонски јазик, еви овој стап како што може да слушнете е на англиски и наша работа како училиште не е примерно да ги локализираме, меѓутоа правиме напори и секогаш кога можеме тоа го правиме за нашите ученици. Една од работите што е предизвик е немањето каде да се купат овие технологии, најчесто ги набавуваме од околните држави, меѓутоа во нашата држава за слепи и се уште немаме продавница која што продава вакви помагала. Набавени се од странство и нема начин во Македонија да се купат се уште, меѓутоа се надеваме дека тоа ќе се случи набрзо и повеќето или речиси сите од овие технологии се купени од страна на донатори или добри луѓе кои што сакаат ова училиште да биде современо, модерно и онакво какво што го заслужуваат нашите ученици. Секој што сака да ги види овие технологии може да дојде, добре дојдене во секое време, може да научи да ги користи со наша помош и на свој начин да ги набави.